денес ни гостува Мартин Петковски, коосновач на платформата Пазарлук. Пазарлук е онлайн апликација и веб платформа која што им помага на граѓаните да ги споредат цените на производите и да пазаруваат поефикасно, штедејќи време и пари. Да. Мартин во наредните минути во нашиот разговор кој што ни предстои ни открива како функционира платформата, односно и дигиталните алатки кои можат да помогнат во однос на тоа да се проверуваат и цените, како се роди идејата и самата реализација на оваа апликација Пазарлук. Мартин, добро утро. Добро утро. Кога ја формиравте Пазарлук, имаше идеја дека ќе те канат на утринска во 7:30 да гостуваш? Тогаш го планиравте тоа или? Па искрено имав и не сакам јавно да се појавам, но бидејќи сум најмлад и највеќе што е потикнувам платформата да се работи, да се стремиме да усавршиме. Екипата одлучи да бидеш екипата одлучи најупорниот да дојде и да гостува на утринска. Благодариме многу. Шегата на страна, навистина Пазарлук е една платформа, една апликација која што може да биде од голема корист за граѓаните, посебно при информирањето за цените во маркетите. Како се роди идејата, што ве инспирираше да го започнете овој проект? Така, најпрво идејата се роди, идејата подолго време беше во фиока, беше дискутирана, дебатирана, но немавме никакви услови или да почнеме со работа, бидејќи цените никаде не беа јавно достапни, но се промени пред 10 месеци, кога владата објави јавно за големите маркети да ги објавуваат своите цени на своите веб портали и со тоа полека почнавме да анализираме, да споредуваме, бидејќи цените на маркетите се во најразлични формати, во големи дата, Excel-и, PDF-и. Со тоа ние чекор по чекор одлучивме да ја почнеме платформата и постепено да ја надоградуваме како што е денес. Значи 10 месеци се веќе. Значи 10 месеци ние летоска почнавме активно, упорно да притискаме, како што би се рекло, и до ден денес нормално има уште можности да се усовршува, но ние секојдневно макотрпно работиме да го усовршиме, да. Така. Сега она што веројатно ги интересира и нашите гледачи е прашањето кој е главниот проблем кој што Пазарлук, односно платформата, ќе го решава за граѓаните. Точно така, најголемиот проблем е споредливоста на цените, односно просечен граѓанин на државата да знае каде, кога и зошто е најевтино, каде се промоциите. И ние направивме само со неколку кликови одреден граѓанин да може да пребара тоа што му треба и да ги најде цените што обично ги пребарува по каталози, оди од маркет до маркет и така натака, и со тоа Пазарлук за неколку секунди корисникот добива, односно граѓанинот добива целосна известеност за каде и колку се наоѓа цената. Што треба да направи за да најде подобри понуди? Како функционира споредбата на цени? Се мислеше ли тука за различната возрастна категорија на граѓаните? Повозрастните граѓани не сакаат и премногу да се замараат или да трошат време, па како се размислуваше ли за сите тие сегменти? Се размислуваше. За тоа на почетната страна кога ќе напише корисникот Пазарлук МК, ги ставивме сите промоции што се секој производ што има највеќе промоции во одредени маркети и затоа на почетната може да ги види сите промоции во сите маркети и да си одбере кај да му е најевтино и да си ги остави во кошничка, бидејќи имаме такви опции за да спореди во кој маркет, каде и зошто е најевтино, и затоа мислиме дека оваа функционалност највише му одговара на граѓаните, пошто знаат дека доколку еден производ е на промоција во различни маркети, сепак ќе одлучи каде ќе купи, бидејќи нашата страна кажува каде е најевтино за негово добро и за доброто на сите. А кои категории производи најчесто се пребаруваат и споредуваат? Најчесто се намирниците, односно производите што секојдневно се користат, како што се млечни производи, и голем дел приметуваме дека жените од 35 до 55 години ги пребаруваат течните детергенти, каде е најевтино, зошто е најевтино, дури ни пишуваат. Сега јас станав стручњак, сите детергенти ги знам, каде, што, зашто и Добро, секогаш убаво нешто ново да се научи. Гледаш, да. ете, платформата делува и едукативно за машката популација. Точно така, многу работи научив што не знаев дека ќе ми требат или постојат на пазарот, но сега бидејќи секојдневно користам, да. За ништо не е доцна никогаш. Точно, да. Мартин, колку важна е ажурираноста на податоците и колку често се обновуваат цените во апликацијата? Се следили тоа секојдневно? Да, јас сум за тоа задолжен. Маркетите имаат
законски да ги објавуваат цените до 10 часот во Сабајле, но ние ги ажурираме цените во 11:30 или 12 кај нас веќе се земени од страна на маркетите и потоа уште еднаш во 5 или 6 часот попладне, 17 односно 18 часот, уште еднаш ги превземаме цените за целосното искуство на потрошувачот да биде дека се ажурирани и дека цените се стварно Секојдневно, значи се работи свежи на цени, так. Споминавме и повозрасната генерација дека можеби повеќе внимава на некој начин во однос на тоа што колку чини, меѓутоа сигурно дека и на младата и новата генерација има многу поприродно да го следат овој начин на функционирање, односно кога е на телефон и брзо, не се троши навистина време, па дали имате податоци колку луѓе ја користат платформата и која возраст е генерално, дали веќе ги имате тие податоци? Да, платформата ја пуштивме на 17 декември, значи имаме денеска Василица, имаме 3 недели, еден ден како постои платформата, околу 50.000 луѓе имаат видено, што за нас представува воопшто не е мала бројка. Планираме да дојде до секој домакинство што користи интернет во државата, да ја види, да ја погледне и второто прашање, нашата таргет група испаѓа дека се жените од 35 до 44 години, односно млади мајки кои најмногу мислат на пазарувањето дома. Точно така, да. Како Пазарлук може да помогне на семејствата со помал буџет при планирање на пазарењето? Исто така и тоа прашање го размислувавме и семејствата со помал буџет секогаш си ги имаат испланирано своите финансиски средства, каде и што ќе трошат и според нашето искуство тие прават список од нашата апликација, например, доколку некој производ за 50% се разликува од одреден друг производ, тие прават неделен список и одат од продавница до продавница, каде што ќе дури може да зачуваат да си платат одредена сметка за електрична енергија со заштедата што ќе ја достигнат на со производите и со следењето на цените. Каков е планот за понатака со Пазарлук? Дали планирате да ја проширите на некој начин самата апликација, односно да воведете и плюс нови алатки кои што дополнително ќе ја зголемат функционалноста? Секојдневно работиме на усовршување, на полнење на страницата. Следен чекор ни се козметичките и производите за убавина за женската популација, бидејќи се многу атрактивни, многу посетувани и планираме да биде веб страница со повеќе од 30 до 40.000 продукти, бидејќи моментално има околу 9.000 продукти и планираме секој дневно ја полниме, додаваме нови производи со цел да достигнеме колку што можеќе сите производи што ги постојат на пазарот. Тоа што е важно исто така за граѓаните, посебно за оние кои што ја користат платформата и апликацијата, како се планира неговото одржување, обстојување, како се финансира, дали е бесплатна за граѓаните? Моментално апликацијата е бесплатна и планираме секогаш да остане бесплатна, бидејќи е неопходно за граѓаните да знаат каде се најевтини и најповолни цените во маркетите, но моментално ја само финансираме, односно работиме, да го поздравам тимот на доктор Ненад Лазаров и Јован Каневче и Љупчо Петковски, кои секојдневно и целодневно работат на оваа апликација и планираме да остане бесплатно. Ја само финансиравме и упатувам апел посебно до македонските компании, ако сака да не подржат со некакви спонзорства, да се обратат кон нас, да. Ама нема да има мито и корупција. Ако јас имам маркет, ве поддржам да има лого таму, нема да има нешто обструкции за цени. Да промовираме нивни производ, да го објавиме, и со такви работи, со маркетинг. Се шегував, сакав едно подпрашање да поставам, бидејќи навистина следејќи вашата апликација се изненадив колку варираат цени во маркети. И некои маркети што важат за поевтини, очигледно манипулираат малку и со цените на некои производи, па во поголемите маркети можеме да начекаме поевтини производи за разлика од овие другиве маркети. Колку сето тоа досега ви влијаеше во работата, дали имавте можеби некои притисоци од страна на некои од маркетите, бидејќи навистина апликацијата е во корис на граѓаните 100%, меѓутоа не е пак во корис на маркетите. Како стоиме со тој момент? Точно така, откако ја пуштивме апликацијата, неколку маркети не исконтактира,
бара промени на цени, не сакам да ги именувам. само не беа зборуваме ажурирани, општо секако. Но имавме обструкции, одреден број на маркети не ги постираат своите цени на дневно ниво, значи ние не можеме да ги објавиме цените бидејќи се стари или не се со денешна дата. Но меѓутоа луѓето мислам дека треба да стекнат навика, ова да стане како генератор за цени, секој дневно да си отвараат и да видат каде стварно и колку чинат цените и колку може да заштедат. Така. Што увидовте всушност со пазарлук во однос на дигиталното пазарење воопшто во Македонија? Имаме ли како народ веќе навика полека и да купуваме и да пазаруваме и онлайн, без разлика ова што е само за следење на цени, меѓутоа ете навиката која што ја имаме, или сепак сме народ кој што повеќе сака да биде во живо и да види со своји очи што и како се случува? Па помладата генерација веќе 21 век со секаква технологија, помладата генерација сака да користи, да споредува цени, да пазари онлайн, но меѓутоа публиката на 55 години и плюс, мислам дека се уште не верува на вакви работи, односно се жала дека одредена цена стои во маркетот и на каса кога ќе отидат секогаш им излегува друга цена во одредени маркети, затоа мислам дека се уште не веруваат во дигиталните алатки, но се трудиме да ги насочуваме полека 5% да се насочат, тоа ќе е успех за сите нас. Добро, тоа е успех за сите нас, но успех и за повозрасната популација на граѓани, бидејќи во нивна корист. Точно. Гледањето на цените никого не присилуваат да ги следи цените. Никого. Кој сака да се заштеди, нека следи, нека ја користи апликацијата. Мартин, благодариме сега дома на спиење. Втора тура, благодариме за гостувањето, поздрав до целиот тим и ќе ве бараме повторно.